Колешке Затуровска, во овие ситни сати јас станувам многу жалозлив човек. Зошто ви го зборувам ова? Крајно сум изненаден како и колешката Шакпаска во овие ситни сати да можете вие со таква жестокост да ги напаѓате овие честни луѓе овдека пред мене, кои така честно работеа на овој закон да ни го донесат овде, а ние ги напаѓаме. Како можевте, колешке Затуровска, да им кажете на кое матично тело и на која комисија да го дадат за расправа овој закон? На која сакаат? Така рече колегата Џафери. Како не ми е срам? Ги напаѓате, замислете, ги напаѓате затоа што имало европско знаменце и ги прашувате зошто. Па како сакаат, така ќе направат. Што е тоа важно? Важно да помине законот. И сега пазете што има друго, колешке Затуровска. Тие направиле дури закон, во законот направиле одредба и за казни. Па има да плаќа народот ако не слуша. Како може така? Има да плаќа до утре сабајле. Реформи се ова, 369. Додека овие честни луѓе се трудат Македонија да ја однесат во Европа, ние не знаеме што се случувало. Сме живееле во минатото. Овие честни луѓе во иднината отидоа. Како не ви е срам во овој сат? Еве, еден сатот уште малку од Савајле. Нивниот лидер Заев, знаете ли што се направи за ова? Дури и на Ким Јонг Ун му се закани. Затоа што не правил дебата, не бил инклузивен. Замислете што се прави во овие ситни сати, на овие честни луѓе. Па нема смисла ова што го правиме. И пазете уште згора на тоа, дебата сакало да има. Еве колегата Тунтев го натеравте дури да ни го чита и Петре М. Андриевски. Мислите дека не го знае? Тој напамет го знае, ама денес не знам што му го читаше. Мие мислите дека не верува во тоа што го прочитал? Не да му верува, тој секој ден си го чита дома. Си го преповторува дури и кога доаѓа на работа. Знаете ли дека знае и песната "Но тој Сердар Кузман падна убиен, тој Сердар Прочут падна убиен во бој и ќе ги гази плячкаш од планините ни сега да ги брани"? Нема кој. И вие најдовте новие честни луѓе да им замерувате. Па немате право, колешка Затуровска. Ова што им го правиме на овие честни луѓе, на овие луѓе избрани од народот, на овие луѓе со вакви реформи, на овие луѓе кои го подигнаа народот, живот донесоа овде. Па како не ви е срам 10 дена поред да ги навредувате? Па како имате добле слова да го правите? И на крајот, колешке Затуровска, извинете го талот, во име на ова моje излагање, јас би ви препорачал едноминутно молчење во знак на храброста и на жртвата која овие луѓе ја имаат поднесено за овој закон. Благодарам. На наредна реплика ќе имаш шанса.